Нема добри вести со цената на струјата. Сите индикации, но и реалната состојба упатуваат дека таа ќе расне и идната година, изјави председателот на регулаторната комисија Марко Бислимовски. Значи, она сега што го знаеме како факт е дека цената на електрична енергија на пазарот во Европа, во регионот и во Македонија е се уште на едно исклучително високо ниво и некаде помеѓу 220 и 250 евра за мегават час. Исто така и најавите за третиот и четвртиот квартал од годината се движат на тоа ниво, а исто е такви по фјучерсите кои што ги имаме денеска на располагање, истиот висока цена имаме и во цела 2023 година. Надежта дека нешто ќе се промени на подобро ја отфрла и енергетскиот експерт Ѓорги Манасков, кој објаснува. Во моментот сите земји се обезбедени со електрична енергија, само Македонија има проблем. Значи, другите земји имаат собствено производство на електрична енергија. И они немаат проблем со производство на електрична енергија и немаат проблем за набавка или висока цена на струјата. А Македонија е земја која што нема ниту од хидроцентрали, ниту од термоцентралата, ниту од фотоволтаиците, од ништо. И минимални се капацитетите што Македонија ги има и мора да увезува. А што му увезува на берза е висока цената и при тоа плаќаме скапа струја. Овие најави консеквентно гарантираат скапо производство, високи цени и паѓање на стандардот. Секако електричната енергија представува инпут во производството на повеќе производи и услуги и се разбира дека поскапата цена ќе влие и врз повисоките цени на производите и услугите кои што ги произведуваат или ги нудат компаниите, индивидуалните предприемачи и така натаму. Во однос на граѓаните и домашната потрошувачка на струјата, очекувањата се дека државата и понатаму ќе субвенционира дел од цената на струјата како владина мерка за зачувување на стандардот. Па сега државата ако земе на сите се да плаќа, кај ќе и крај на неа? Ќе останеме без држава. Не очекувам.